Мири Николова стана позната на македонската јавност некаде пред 2 или пред 3 години, кога даде тоа интервју понеделникот Крема, кај што отворено проговори за незината љубовна врска со поранешниот министар за транспорт и врски Агром Буџаку, подоцна и кандидат за претседател во редовите на ДУИ, а сега амбасадор на Република Македонија во Франција. Вие бевте и станавте познати на јавноста со оно интервју кај што проговорувате за вашата врска со Агром Буџаку, поранешниот министар за транспорт, кандидат за претседател во редовите на ДУИ и амбасадор на Република Македонија во Франција. Да, јас сум таа Мери Николова. Агрон е еден прекрасен човек, интелектуалец кој што Македонија треба да се гордее со него. Тој нека наликува, сите останати нека наликуваат на него. Агрон е повеќе ценет во Европа отколку на македонската јавност. Какви се вашите односи сега со Буџаку, дали се уште? Прекрасни. Да, прекрасни. Освен што се прекрасни, формално правно. Ако веќе прашувате и уште повеќе се сакаме, нашата љубов, значи уште посилно. Значи ви имате подобри релации со Агром Буџаку отколку што ДУИ на пример има со СДСМ. Па може да се каже. Ака сте опасна жена, знаете. Кога слушам како давате енергични одговори, како настапувате во јавноста, тешко на Агром Буџаку. Со ваква жена, сигурно по бурек го праќате. Тоа никако, значи нивото го задржуваме, почита останува меѓу нас, секој се бориме за своите права, тој си се бори за неговите, политичката определба и нашето размислување не представува пречка да продолжи нашата љубов. Ако кога гледам, многу богато ми изгледате облечени на сликите на социјалните мрежи на Facebook и исто така. Може да се видат фотографии сликани пред Луи Витон, сликани со богата гардероба и така натаму. Кој побогато се облекува, вие или Шекеринска? Па не би сакала да одговорам на личност која што сега не е до мене. Инаку јас да облечам и гардероба од 20 евра, ќе кажа дека сум богато облечена. Значи треба да знаеш да се носиш со она, значи треба да знаеш да се онис. Треба да знаете да се носите со она што го носите, значи може да биде богато или скапо. Луи Витон не би сакала да одговорам на тоа прашање, сепак нека ги голицка оние кои што го започнаа тоа прашање, па да видиме до каде ќе одиме. А како ве гледам на некои фотографии на Facebook, сте накитени ко новогодишна елка, морам да признам. Например, која фотографија гледавте? Па не знам, она пред Луи Витон, например. Па ајде следниот пат дојдете заедно ќе се сликаме пред Луи Витон. И можеби за вас ќе кажат, еве на вашата девојка, жена, носите ташниот Луи Витон. Луи Витон добро што го украсив нивниот излог. Мојата ташна се знаеше која ја носев и мојата рака беше усмерена. Че вие сте вака со Луи Витон? Па можам секогаш да бидам вака, но надворешно. А можете и вие исто со мене ако ме придружувате. Па ја би ја придружил да ви кажам право, меѓутоа јас не располагам со такви финансиски средства да можам да се накитам коелка и така накитам коелка. Дека бев накитен и така накитен коелка да излезам на Facebook, знаете, тоа сепак не одговара на новинарските стандарди или на стандардите на живеачката во Република Македонија. Па кажете каде ја видовте таа накитена елка? елка? Многу имате фотографија, не знам, како со падобран скокате, како сте, не знам, па по вие плажи. годите на одмор со што скокате, со вашите носаци? Па тогаш значи, така? Тоа е скап одмор, знаете.